заврши рокот за поднесување барања за легализација. Може ли да ни кажете колку вкупно барања беа поднесени во општина Карпаш? Заклучно со продолжувањето на рокот за постапување со бесправно изградени објекти, подносителите на барања, заклучно за 31.3.2016 година, до општина Карпаш беа поднесени вкупно 1710 барања за постапување со бесправно изградени објекти, односно, заклучно со овој датум и претходно поднесените барања за постапување со бесправно изградени објекти, бројката изнесува 11.673 барања за популарно кажано легализација на објекти од локално значење на територија на општина Карпаш. Морам да кажам дека општина Карпаш работи со полна пареја во реализација на овие барања. Секојдневно се издаваат урбанистички согласности, како и решенија за легализација, односно за постапување со бесправно изграден објект. Меѓутоа, од причини поради кои што се такви законските работи, законските решенија во овој закон, луѓето, иако им е проложен рокот за постарите барања што беа поднесени, да ги донесат елаборати заклучно со 2016 година, односно за новите барања заклучно со 2017 година, геодетски елаборати за посебни намени, граѓаните така некако поспоро се одлучуваат да ги достават елаборатите, што на некој начин ни ги држат можеби и затворени рацете да можеме да постапуваме и да им ги решиме нивните барања благовремено и позитивно. Затоа, еве, уште еднаш на овој начин ги охрабрувам граѓаните на територија на општина Карпаш кои што имаат поднесено барање за легализација час поскоро да ги донесат елаборатите, геодетските елаборати, за да можеме да постапуваме по нивните барања, да донесеме урбанистичка согласност, да се уплатат истите, да го платат надоместокот за легализација со заклучок и да би се донело решение за да може да си ги регулираат, да си ги решат своите имоти. Не можеме да кажеме рок, но од прилика за колку време би можеле да бидат готови тие решенија кои што треба да ги добијат жителите? Нашите служби се во полна пареја, односно постапуваат секојдневно, како што кажав и претходно. Нашата администрација има поставено норма, каде што во оние барања кои што се комплетни и каде што сите докази и списи ги имаат доставено барателите, односно граѓаните, по нив се постапува и нашите службеници, референти по кои што постапуваат по овие предмети се должни сите поединечно по 20 урбанистички согласности да издадат во текот на денот. Меѓутоа пак ќе кажам, неретко се сочуваме и со проблеми од овој тип, каде што фалат некои документи, најчесто геодетските елаборати, што на некој начин малку повеќе ни ја отежнува секојдневната работа. Инаку, секако, за да се дојде до решението, најпрво, како што кажав, треба да биде доставен елаборатот покрај другите докази, па нашите колеги излегуваат на лице место на терен, го снимаат објектот, го сликаат, составуваат записник и тече таа цела постапка. Што значи дека сето тоа го прават секојдневно, ги изработуваат овие документи, меѓутоа ете така апелирам за една поголема ажурност од страна граѓаните, што е во нивен интерес за побрзо да се решат нивните предмети. Инаку, од овие 11.673 кои што ги имаме заклучно со 31.3.2016 година, можам да кажам дека се позитивно решени правосилно околу 40% од оваа бројка, не земејќи ги овие 1710 предмети кои што беа до 31.3, значи доставени со Законот за изменување и дополнување на законот, со кој што се проложи рокот за доставување на барања.